Благодарам, председателе. Мене ми е навистина, како да кажам, жал, зошто замениче вас ве праќа министерката Јована, а која ги предлага оваквите закони, не дојде тука да се соочи со нас пратениците, практично да се соочи со граѓаните. Ние сме представници на граѓаните и да и кажеме на министерката грешките во чекори кои што континуирано ги правите. Од каде да почнам? Еве да почнам со една изјава на новиот премиер, кој вели дека стануваме предводници во Европа со висината на уделот на минималната во просечната плата и очекуваме дека оваа мерка ќе влие позитивно и на останатите плати во сите други индустрии, бла, бла, бла. Знаете, оние политички говори кои што обично се одржуваат во барокната зграда на владата. И сега тој истиот премиер, не знам, и министерката Јована, не знам дали вчера слушаа вести и вие дали слушавте, дека не сме предводници во Европа, туку во добро, туку сме предводници во Европа по мизерија. Баш така, не се сеќавам на институтот како се викаше, дека Република Македонија е предводник, втора држава по мизерија. Баш соодветен збор мизерија. Срамота е. Сме се собрале тука 20 пратеници за да расправаме за некои 200 денари покачување на и онака мизерните услови во кои што работат работниците. И ајде наоѓате едно образложение кој што еве веднаш ве демантираме дека не е така. Велите вашето образложение, така ви кажале, да кажете дека е надвор од рамката на Законот за минимална плата. Минатата недела гласавме покачување 15%, така беше? Така беше. Се сакам да ви кажам, јас знам дека вие тоа нема да го признаете, но јавноста гледа и нека суди. Кога го носевме Законот за минимална плата сите, дадовме поддршка, ама ако добро се сеќавате, имавме еден амандман само. Еден. Во кој што велевме усогласување линеарно на сите плати. И така, почитуван заменик министер и почитувани мои колеги кои што бидејќи владата го одби нашиот амандман, еве сега вас ви зборувам за да можете да гласате за, така немаше да дојде до носење на вакви закони, усогласување со минималната плата и да се собираме, не знам уште колку има такви закони, може би ќе каже заменикот министер, кој што нели, ние ќе дадеме поддршка, но да кажеме на јавноста зашо сме се собрале тука. Ако тогаш го прифатевте нашиот амандман, се уште ќе имаше мизерни услови. Ние не велиме дека ќе имаше раскош, но ќе беше малку подобро од ова. Прво, второ, технички, немаше да носиме вакви закони сега адхок. И трето, сите закони кои што досега од труд и социјала доаѓаат од минатата недела па наваму се ретроактивни. Сите до еден, па и овој. И ќе важат од март. Така е? Да, така е. Ретроактивни. Јас не велам дека тоа не е уставна категорија. Уставот дозволува носење на ретроактивни закони, ако тие истите закони се за подобро на групата која што се граѓаните за кои што се однесува. Не го критикувам, ама немаше да дојде до ова. А од март до сега, помошно-техничките лица кои што зимаат и до ден денеска 16.000 немаат они минимална плата. Па зимаат 14.000. Ниво А3
зима 14.000, се уште и денеска. Ке биле во посоодветна положба, значи од март до сега ке зимале 18.000, и сега ако го усвоите овој закон, овој амандман, ке зима 21.000. За да објаснам на оние кои што се засегнати, административни работници, па и на граѓаните, сакам да кажам дека во моментот предлагаме амандманско решение во кое што ако сега помошно техничкото лице зима 16.500 денари, сега зима, се уште нема усогласеност на платата, со ова законско решение 18.000 ќе зима, значи минимална плата, а амандманот доколку го прифатите, категорија А1 ќе зима 21.000. За 21.000 е проблемот. Минималната кошничка ја знаеме си.